Потрошувачката доверба нагло опадна во август. Нарасна песимизмот меѓу американците поради невработеноста и бавниот економски опоравок. Економистот Гери Бартлерс од Институтот Брукингс вели дека политичката дебата за дефицитот и зголемувањето на крајната граница на задолженост дополнително ја влошила ситуацијата. Ништо што досега направи Конгрес од годинава нема да ја зајакне стапката на растеж и економијата и на кус рок ќе ги направи нештата полоши во следниве 12 месеци. Во целата ситуација дополнителна тежина создава растечкиот песимизам во Европа. Германската економија, која се смета за најсилна економија меѓу 17 нации кои го користат еврото, забележа пораст од само 0,1% во вториот квартал од годинава. Аналитичарите велат дека тоа само дополнително отежнува еврозоната да го реши проблемот со земјите големи должници како Грција и Португалија. Неизвестноста може да ги принуди банките да ги зголемат каматните стапки, а тоа пак да предизвика и други послаби членки на еврозоната да не може да ги подмира долговите. Економистот Винсент Райнхарт од Американскиот институт Enterprise во Вашингтон вели дека таквото сценарио би причинило инвеститорите да ги повлечат парите од банкарскиот систем. Степенот до кој проблемите во Европа ги погодуваат финансиските посредници и степенот до кој проблемите во Европа генерално ги наведуваат инвеститорите да избегнуваат ризик, негативно се одразува и врз нашите берзи. И покрај тоа што европските лидери досега не успеа да најдат краткорочно решение за кризата со задолженост, се појавија зраци на надеж во САД. Глобалните пазари очекуваат позитивни резултати од средбата на Комисијата за отворен пазар при федералните резерви во септември, а и од најавената нова економска иницијатива на претседателот Обама наредната недела.